Лицата со Даунов синдром не ги уживаат сите права. Потребна е поголема инклузивност и подобрување на условите во образованието и здравството кај овие лица. Вака смета Анче Николова Туфекчиева, основач на Сдруженијето за помош и поддршка на лицата со Даунов синдром Вера од Струмица, но и мајка на дете со Даунов синдром. Според неа, правата за овие лица се само на лист хартија, но во реалноста е сосема друго. Овие лица треба да уживаат целосни и еднакви права исто како и другите луѓе, без разлика на возраста, верската и националната припадност. Сите права за сите лица постојат на хартија, меѓутоа во праксата покажува друго. Се соочуваме со многу проблеми во одделот на здравство, во одделот на социјална грижа, каде по неколку месеци по обнова на документи чекаме за продолжување на правото на посебен додаток. Чекаме за едни обични потврди од ортопедски помагала. Значи, можам да кажам дека моментално не ни се правата како што се на хартија. Значи, тоа мора ние родителите да се избориме на некој начин да си ги нашите деца да ги уживаат правата. Значи, не може една диагноза на дете која што веќе е утврдена од 6 доктори секоја година, на почетокот на годината да се обновуваат документите, а за истата диагноза немаме рекатегоризација, значи да чекаме по 3-4 месеца за да се продолжи правото на посебен додаток. Тоа дај Боже да се смени, меѓутоа не се мени ништо во диагнозата и мислам дека зошто државата тука не кочи, ни го стопира посебниот додаток и после 4 месеца пак не ги дават за сите 4 месеца, меѓутоа што ќе правиме ние за тие 4 месеца? За разлика од правата, од година во година се повеќе се прифаќаат лицата со Даунов синдром, вели Туфекчиева. Свеста кај граѓаните за овие лица е се на повисоко ниво. Па како што минат годините, мислам дека се повеќе и повеќе, затоа што родителите се здружуваме во одредени здруженија на секаде во Македонија и ја подигаме таа јавна свест за прифаќање на овие лица. Мислам дека секоја година се повеќе и повеќе, дури и многу убави примери имаме моментално и вие сте сведоци на еден Цако и на една Нина. Значи Цако е дете со Даун кој што студира на педагошки факултет, Нина е девојка со Даун кој што работи во фармацевтска аптека. Во последните недели актуелно беше видеото на Уницев кој што беше посветено на Нина и нејзината работа. Тоа на нас, родителите, ни дава една посебна надеж дека нашите деца ќе бидат и успешни како овие два примера. И мислам дека веќе не е како што е било порано, барем на некој начин ги срушивме тие стереотипи. Во Македонија се уште нема официјална статистика за лицата со Даунов синдром.